централно издание на Дневникот на Канал Плюс телевизија. Добро вечер. Започнуваме со дел од содржините кои ќе следат. Македонските граѓани изгубиле дури 4 милиони евра како резултат на излекувањето на орочените депозити од банките и претварањето на денарските во девизни депозити. Граѓаните на истокот велат за да штедат треба прво да имаат пари, а доколку би имале, истите би ги чувале во динари. Од Националната установа Центар за култура со Шопов Штип продолжуваат со кинопроекциите. Од наредниот месец најавуваат дека филмове ќе има во одредени термини. Кон крајот на овој месец, Сдруженијето на пензионери од Делчево е домаќин на пензионерските спортски игри, на кои околу 300 пензионери од општините Кочани, Виница, Македонска Каменица, Пехчево, Бирово и Делчево ќе се надпреваруваат во вкупно 21 спортска дисциплина. Во текот на вчерашниот ден беа регистрирани серија земјотреси чии епицентри се наоѓаат на 90 км југозападно од Скопје и потекнуваат од епицентралното подрачје Илинска Плакенска планина. Денес земјотрес беше почувствуван и во Источна Македонија. Епицентарот на земјотресот бил 39 км од Пехчево. Директорот на Институтот за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија Михаел Гаревски за телевизија Нова изјави дека ќе има нови потреси од 3 до 4 степени кои ќе се почувствуваат, но според него нема место за паника. Југозападниот дел од Македонија вчера попладне беше потресен од 3 земјотреса. Првиот почувствуван во 18 часот и 33 минути бил со интензитет од 4,8 степени според Европската макросеизмичка скала, а вториот 10 минути подоцна со интензитет од 4,9 степени. Третиот земјотрес се случил после 19 часот и 15 минути во Ресен со интензитет од 4,1 степен. Според проценките на Европската сеизмичка лабораторија и на Сеизмолошката обсерваторија при Природно-математичкиот факултет во Скопје, епицентарот на потресите е лоциран на 85 км југозападно од Скопје или 16 км јужно од кичевското село Вранештица со хипоцентар на длабочина од 10,5 км, што придонесува посилно да бидат почувствувани. Еден од земјотресите е почувствуван и во Охрид и во Битола, а денес во 10 часот и 58 минути земјотрес е почувствуван и во Источна Македонија. Епицентарот на земјотресот бил 39 км од Пехчево, во близина на Сандански, Република Бугарија. Земјотресот го почувствуваа и жителите на Делчево. Освен вознемиреност и паника кај граѓаните кои ги напуштиле своите домови, нема информации за евентуални штети во близина на епицентрите. Речиси целосно е запрено повлекувањето на депозитите од банките по шпекулациите во врска со политичката криза во Македонија, но само во месец април македонските граѓани изгубиле дури 4 милиони евра како резултат на излекувањето на орочените депозити од банките и претворањето на денарските во девизни депозити. Граѓаните ќе бележат и трошок врз основа на курсни разлики кога повторно ќе ги претвораат купените девизи во динари. Само во месец април македонските граѓани изгубиле дури 4 милиони евра како резултат на излекувањето на орочените депозити од банките и претворањето на денарските во девизни депозити. Народната банка на Република Македонија го објави податокот на својата официјална страна на социјалната мрежа Facebook, каде наведува над 217 милиони денари достигнуваат губитоците на економските субјекти врз основа на неостварени камати заради предвремено повлекување на орочените денарски заштеди во април 2016 година. Граѓаните ќе бележат и трошок врз основа на курсни разлики кога повторно ќе ги претвораат купените девизи во динари кои се проценува на околу 23 милиони динари. Гувернерот на Народната банка на Република Македонија Димитар Богов истакна дека речиси целосно е запрено повлекувањето на депозитите од банките по шпекулациите во врска со политичката криза во Македонија. Во интервју за Reuters, Богов посочи дека во текот на април се повлечени 1,8% од депозитите во банките, што е прв таков случај по повеќе години постојан раст на депозитите. Но има показатели дека граѓаните ги враќаат депозитите во банките поради што се смета дека најлошото е завршено. Гувернерот на Народната банка на Република Македонија додаде дека е можно Централната банка да ги намали каматите ако политичката криза наскоро биде решена и веќе нема шпекулативни напади врз стабилноста на денарот. Иако ваква е сумираната слика во нашата држава, граѓаните на истокот велат дека за да штедат треба прво да имаат пари, а доколку би имале, истите би ги чувале во денари. Ништо не штедам, нема пари. Ете.
Нема пари. Удинари не дека до дивизија, нема пари до наште, не. Во денар. Зошто? Па за те саќе одам ќе се извадам некој денар. Не ми стасуват, извадам се. Програмери, информатичари, систем администратори, технолози, техничари, оператори на производствена линија се само дел од занимањата кои се приоритетни за работодавачите. Според анализата за потреби од вештини, работодавачите се потешко наоѓаат стручен и соодветен кадар. Технички стручен работник со средно образование, со специфични знаења и вештини, амбициозен и одговорен е профилот на работник кој е најбаран на пазарот на трудот, покажува анализата за потреби од вештини спроведена од Агенцијата за вработување на Република Македонија. Анкетираните работодавачи очекуваат да реализираат 12.580 вработувања. Според анализата, најмногу од вработувањата, речиси 45%, се очекува да се реализираат во преработувачката индустрија, а најмалку во финансиската дејност и дејности на осигурување, односно 4,1%. Програмери, информатичари, систем администратори, технолози, техничари, оператори на производствена линија се само дел од занимањата кои се приоритетни за работодавачите. Анализата покажува дека од професиите на работниците со завршено високо образование, приоритетни за работодавачите се занимањата програмер, информатичар, систем администратор, развивач на софтвер, инженер на софтвер, архитект, фармацевски технолог, маркетинг агент, сметководител, економисти, правници и други. Матурантите кои сега се насочуваат кон одбирање на образованието кој ќе им помогне во саканата професија, сметаат дека со завршување на медицински, економски или технички факултет најлесно ќе може да најдат работа, но и прилично добро да заработуваат. Сметам дека медицинските и електротехничките факултети ќе бидат од најголема полза за нашата кариера. Најмногу престижни се факултетите, како например медицина, економски факултет, ПМФ, информатички технологии, слични факултети и мислиме дека најмногу ќе успееме во овие полиња. Јас ќе се запишам на економски факултет во Штип, зашто економијата во Македонија е добра, преку овој факултет можеме да најдеме многу работа. Работодавачите се потешко наоѓаат стручен и соодветен кадар, од друга страна, кај работниците со повисок степен на образование. Истражувањето покажа дека работодавачите најмногу ја нагласуваат потребата од познавањето на странски јазици и познавање на основни компјутерски апликации, како и стекнати напредни знаења и вештини од областа на информацијската технологија. Од проектот за изградба и опремување на 145 училишни спортски сали, досега се изградени 55 сали на цела територија на Македонија, а со тоа фатени се над 45.000 ученици кои досега не располагаа со спортски простор врз основа на стандардите што ги нудат овие спортски сали, информираше денеска заменик министерот за образование и наука Спиро Ристовски. Спортски сали се изградија и на места каде што воопшто до пред известно време, освен земјино игралиште, не постоеше ниту еден друг инфраструктурен објект поврзан со спортот. Самата инвестиција од 27 милиони евра се утврдува и укажува дека е вистинска од причина што салите не се користат за потребите на училиштата, туку и за потребите на граѓаните во општината, потенцираше Ристовски. Во моментов во градба се 7 спортски сали, а до крајот на годинава ќе се започнат уште дополнителни 7. Проектот комплетно треба да заврши за 2 до 3 години. Во однос на дополнително зголемување на часовите по физичко образование кај учениците, Ристовски информира дека Министерството е во фаза на анализа дали има потреба од дополнително зголемување на бројот на часовите, но според него позначен е квалитетот на спроведувањето на наставата по физичко воспитување, а во однос на тоа Министерството од септември ќе ги зголеми контролите во училиштата. Со богослужба и свечена академија утре во Штип ќе се одбележи сеќавањето на сесловенските просветители и браќата Кирил и Методи. Денес се одбележува Свети Никола Летен. Според православниот календар, во вторник 24 мај се одбележува празникот на сесловенските просветители и учители, светите браќа Кирил и Методи. По тој повод од Брегалничката епархија дознаваме дека во понеделник на 23 мај со почеток во 17 часот во соборниот храм Свети Никола во Штип ќе биде отслужена празнична архиерејска вечерна богослужба на која ќе чиноначалствува митрополитот Брегалнички господин Иларион.
По богослужбата ќе следува свечена духовна академија која ќе се одржи во амфитеатарот пред Националната установа Универзитетска библиотека Гоце Делчев со почеток во 18 часот. Академијата ќе биде збогатена со настап на учениците од Државниот музички училишен центар Сергеј Михајлов. Следниот ден, со почеток во 8 часот, во Соборниот храм Свети Никола ќе се служи света божествена литургија на Свети Јован Златус повод празникот на светите браќа Кирил и Методи. Света литургија ќе се служи и во храмот Свети Климент Охридски во населбата Сењак, а денес се празнува пренесувањето на моштите на Свети Никола од Мир Ликија во Бари, Италија, или празник меѓу народот познат како Свети Никола Летен. Овој празник е посветен на Свети Никола и Чудотворец, архиепископ Мирликијски. Како архиепископ тој бил омилен меѓу народот, зашто секогаш им помагал на сиромашните. Во народното предание најмногу е запаметен како господар на водите, на морињата, а со тоа и заштитник на бродовите и на патниците што патувале со нив. Од Националната установа Центар за култура Ацо Шопов Штип продолжуваат со кинопроекциите. Од наредниот месец најавуваат дека филмови ќе има во одредени термини, а изненадување за најмладите е дека ќе се проектираат и детски филмови. Од Националната установа Центар за култура Ацо Шопов Штип истакнуваат дека кинопроекциите продолжуваат со предвидената програма. Темпото на проектирање на филмови продолжува до крајот на месецов, а од јуни се најавува секој вторник за љубителите на филмската уметност да има по еден филм. Раководството мисли на најмалите. Ќе има и детски филмови. За радост на најмалите ќе имаме и детски филмови. Мислам дека имаме негде околу 4 детски синхронизирани на македонски јазик. Термините за проекции ќе бидат различни, со тоа што детските филмови ќе се емитуваат во попладневните часови. Киновторник да биде од 8 часот, а за детските филмови најверојатно ќе бидеме малку порано, негде од 5 и од 7. Вратеовски истакна дека со исто темпо продолжуваат и со театарските представи. Во понеделник на репертоарот е хит комедијата Малограѓанска свадба, а во среда Суд, најновото дело на штипските актери предводени од младиот штипски режисер Дамјан Читкушев. Граѓаните кои имаат неплатен стаж во компании кои се избришани од судскиот или централниот регистар се уште имаат можност самите да извршат докуп на стажот. Од оваа мерка најмногу бенефит ќе имаат оние на кои им недостига стаж за да го остварат правото на пензија, појаснуваат од Фондот за пензиско инвалидско осигурување. Од 19 јуни минатата година работниците со неплатен стаж од фирмите кои се избришани од судскиот или централниот регистар имаат можност за откуп на стажот како би го оствариле правото на пензија. Мерката е на сила до 19 јуни 2016. Оваа мерка се воведе и можност за осигурениците за да можат одредена категорија на граѓани да го остварат своето право на минималниот дел од стажот, значи оно што е потребен 15 години минимум, за да може да оствари право на пензија, нормално со остварување на старосна граница од 64, односно жена 62 години, а нема друга можност како да го то остварат. Може би да стигне старосната граница, може да се близко до старосната граница, меѓутоа го немат оној платен пензиски стаж од 15 години и ова, а имаат работено, имаат работено, за да можат да го добијат тој стаж и да ја добијат заслужената пензија. Во Штипската подружница на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување мерката искористиле само 9 лица, 5 мина од Штип и 4 од Радовиш, со можност за плаќање на неплатениот стаж во готово и на рати. Во Фондот за пензиско и инвалидско осигурување до крајот на минатата година компаниите имаа можност за плаќање на неплатените придонеси за период до крајот на 2008 година. Мерката во Штип ја искористија 6 компании и 3 физички лица кои ги измирија долговите. Па веќе Фондот за пензиско и инвалидско осигурување скоро сите зборуваме, значи побарувања од поголемите правни лица се наплатени. Знаеме дека тоа беа понапред и Македонка и Естиво и сите овој поголеми фирми. Баргала беше последна она кој што ја искористи мерката, претходната мерка и го плати се од неплатен придонес од некаде околу 100 милиона денари беше тој долг, така да немаме некои поголеми неплатени обврски, тоа се инцидентни, така да кажам,
и бидејќи се работи само за периодот до 2008 година. Во моментот во Штипскиот фонд нема компании со големи долгови, но останаа високи побарувања кои се ненаплатливи заради одење на должниците во стечај. Со нови сет мерки ќе се унапредува работата на шалтерите во јавните здравствени установи. Меѓу другите, значајна мерка е можноста за поплака од пациентите во случај на непочитување на закажаните термини од страна на докторите. Освен плаќање во готово, пациентите ќе имаат можност да плаќаат и со картичка. Имено за извршената услуга во јавните здравствени установи, пациентите ќе можат да плаќаат со платежна картичка од која било банка во Република Македонија. Ова го истакна министерот за здравство Никола Тодоров на презентацијата на мерките. Е воведување на посттерминали за плаќање. Посттерминалите за наплата на партиципација за извршена услуга со платежна картичка од било која банка во Република Македонија, со што граѓаните ќе имаат можност покрај во готово да плаќаат и со картичка. Напоменуваме дека и понатаму останува можноста за плаќање во готово, а плаќањето со картичка се воведува само како дополнителна опција. Посттерминали се веќе поставени во повеќе установи низ државата како пилот проект, така што по покажаните позитивни искуства одлучено е да се спроведе како мерка во сите јавни здравствени установи. Од анализите констатиравме дека многу често пациентите чекаат на шалтер токму поради оваа причина. Немање на ситни пари, броење на пари од страна на шалтерските работници и така натаму, додека плаќањето преку посттерминал, односно со картичка, е многу побрзо, нема можност од сериозно се намалува можноста за грешка и нема губење на сериозно време од аспект на немање на доволно ситни пари или некои други слични проблеми. Друга значајна мерка е можноста за поплака од пациентите во случај на непочитување на закажаните термини од страна на докторите. Имено, пациентите имаат законска можност да упатат поплака до директорот на установата, доколку докторот кој требало да го изврши прегледот не го почитувал закажаното време за преглед, и тоа можат да го направат во рок од 24 часа од закажаниот термин, истакна Тодоров. Министерството за здравство ги задолжи јавните здравствени установи да отпечатат образци, односно известувања, и тие да ги постават во влезниот дел на здравствената установа, на лесно видливо и пристапно место, а установите се задолжени повратно да го информираат Министерството за здравство за статусот на пристигнати поплаки на секои 10 дена. Инаку, здравствениот работник е должен да го почитува терминот закажан преку електронската листа на закажани прегледи и интервенции и има право да го одложи почетокот на закажаниот преглед најмногу за 15 минути од терминот закажан преку електронската листа. Продолжуваме со содржините кои останаа забележани во текот на изминатата недела. Презентирани резултатите од проектот за поддршка на бизнис центрите за мали и средни предпријатија. Беа промовирани приоритетните мерки и активности. Целта на бизнис центарот е да помогне и даде поддршка на младите предприемачи. Промовирани резултатите од проектот за новоформираните бизнис центри за поддршка и консултативни услуги за мали и средни предпријатија, кои имаат цел за поддршка на бизнис секторот во регионот во насока на поттикнување на економскиот раст и развој во регионот. Имаме изработено водич за инвестиции во Источен плански регион со мапа на слободни индустријски зони, економски зони. Паралелно со водичот е изработена и програма за поддршка на мали и средни предпријатија со акцијски план, со активности кои што центарот и бизнис центарот во склоп на нашиот центар треба да ги реализираат во оваа година и почетокот на наредната година. Беа организирани повеќе од 10 информативни советодавни настани на теми кои што се актуелни за малите и средни предпријатија, за невработени лица, за невладини организации. Изработен е интерактивен веб портал кој што секојдневно го ажурираме и на кој можете да најдете доста информации околу слободните индустријски зони, информации околу потенцијалите на регионот, можностите за инвестирање во регионот, приоритетите што ги има регионот, програмата за развој на планскиот регион, која што е 5-годишен стратешки документ. Одржавме школа или камп за млади предприемачи и иновации. Се одржа во 2 турнуса. Еве денес на настанот се присутни и сите учесници на овој камп за млади предприемачи и иновации. Ќе ги поделиме сертификатите на учесниците во кампот.
На завршниот настан беа презентирани и иновативните идеи кои беа дел од проектот. Значи, главна цел ми беше кога децата да немат страф од тие некои методи што ги правиме, например како мерење на притисок, мерење на температура. Sweat Bear, така се вика мојот производ, значи тоа е мече кое што ќе нуди модернизација. Значи, кога детенцето ќе го гушне мечето, да може да се измери автоматско, значи температурата. Истото доколку например температурата е покачена, веднаш ќе се синхронизира, значи на телефонот на мајката, односно на смартфонот. За тоа што ќе нуди модернизација, а истовремено, значи мајката во секое време ќе има преглед на виталните периметри на детето. Главната цел на проектот е да се постигне конкурентност меѓу планските региони. Во нареден период ќе се вклучат и ГИС ред. Исто така се вклучени 5 регионални центри, во нареден период ќе се вклучат уште 3. Инаку проектот има техничка и финансиска подршка од UNDP, од Министерството за локална самоуправа. Јавното предпријатие ИСАР со импресивни резултати за своето работење. За 2 години 60% од проектите се веќе реализирани. Најголемото јавно предпријатие на истокот ИСАР од Штип, професионално, продуктивно и посветено на работата, се покажа во последните 2 години. Без застој, вработените работат низ градот и околните населби и веќе реализираа 60% од предвидените проекти. Приклучувањето на водоводната и канализациона мрежа и уредувањето на парковите се основните услови за граѓаните на секоја урбана населба живеат во пристојни и пријатни услови. И сите оние дејности што ги имаат јавните предпријатија да бидат максимално испочитувани, за да имаме здраво вода за пиење, да имаме чисти улици, да имаме уредени паркови, да имаме уредени гробишта, безпрекорно средена и чиста бања, пазар направен по сите стандарди и мерила, зоолошка градина која ќе биде во функција на децата и на граѓаните, комунална хигиена исто совршена, што значи дека за овие 2 години направивме навистина многу. А со реализирање на проектот за река Отиње ќе бидат завршени 80% од проектите, истакна Захариев. Ниту последните долгови кои претходната гарнитура нова јавно предпријатие го остави не беа пречка да бидат завршени голем дел од проектите. Сочувајќи се при тоа со сите тие предизвици околу долговите кои се наследени од пред една деценија, кои некој не ги сервисирал, не ги вратил. Значи ние мора да враќаме долгови и да го плаќаме и она што малку го сработеле во минатото. И што уште поважно, мораме да плаќаме и други некои кредити, а при тоа да даваме плата на први, да градиме толку многу и да функционираме. Вработените во ИСАР задоволни. Ангел Бојаджиев, директорот на јавното предпријатие ИСАР, вети дека ќе продолжат со ваквото темпо на работа. Ќе продолжиме и понатаму така да работиме, да ги остваруваме сите наши проекти, да ги остваруваме сите проекти на градоначалникот, ќе продолжиме уште поинтензивно да работиме, се со цел да нашите граѓани имаат едно пријатно, едно добро капче за уживање, се со цел да нашите граѓани имаат една општина, еден град кој што ќе се гордеат со неа, не како во минатото, кој што беше запоставено се, запустено се, ни требаше доста време да го вратиме градот во реалноста. Верувате, заедно со градоначалникот, со макотрпно работење, деноноќно работење, успеавме да направиме некој успех. Сега за сега супер, за овие 2 години никој пат до сега не е било така. Кондори, блузи, палто, панталони, задоволни сме. Преку време нешто што остануваме исто и тоа ни се плаќат. Лидерот на афганистанските талибанци Мула Ахтар Мансур е убиен во напад на американско беспилотно летало, изјави талибанскиот командант Мула Абдул Рауф. Тој истакна дека Мансур е убиен во петокот доцна вечерта во погранична област помеѓу Афганистан и Пакистан. Дронот целел на возилото во кое се наоѓал Мансур. Американскиот државен секретар Џон Кери рече дека Мансур представувал постојана опасност за американскиот персонал кој работи надвор во тие подрачја. Смртта на Мансур се очекува да биде голем удар за Талибан. Вакуумот предизвикан од неговата смрт ке креира битка околу водството, а со тоа според Пентагон ке се создаде неизбежно ослабнување на талибанските позиции. 27 годишен маж уби 2 лица и рани 11 на концерт во Австрија, пошто се самоуби.
Полицијата соопшти дека инцидентот се случил синоќа во градот Ненцинг во провинцијата Форарлберг. Мажот имал расправија со неговата пријателка, пошто извадил оружје од неговиот автомобил и отворил оган кон присутните на концертот, чија бројка изнесувала околу 150 лица. Концертот се одржувал на отворено во организација на моторџески клуб. Пријателката на напаѓачот е меѓу ранетите. Според полицијата, мажот стрелал со пушка, но се уште не се објавуваат детали кој бил мотивот за убиствата на овој 27 годишен маж и точно со кое оружје пукал. После повеќе од 2 децении поранешниот председател на Советскиот сојуз Михаил Горбачов се појави во јавноста и ги коментираше одлуките на Владимир Путин. До залудувањето на односите помеѓу рускиот председател Владимир Путин и западните земји дојде поради алчноста на Вашингтон, изјави бившиот председател на Советскиот сојуз за Спутник. Тој истакна дека САД се гледале како победници во студената војна и не ја признавале улогата на Москва во подобрувањето на односите. Тие не беа искрено заинтересирани да помогнат на Русија да остане стабилна и силна демократска држава. Мислеа дека ја намалија, а во текот на тој процес ја изгубија довербата која ја градевме, изјави Горбачов. Горбачов го коментираше еден од назначајните моменти за односите помеѓу Москва и Западот, придружувањето на Крим кон Русија и поддржувањето на Руската Федерација. Јас секогаш сум за слободно изразување на волјата на народот, а на Крим мнозинството сакаше да се соедини со Русија, истакна Горбачов. Тој додава дека и сам слично би реагирал доколку би бил на местото на председателот на Русија. Според неговите зборови, тој би можел да се откаже од одлуката само затоа што тогаш се уште постоел Советскиот сојуз, а Крим бил дел од сојузот. Зборувајќи за распаѓањето на Советскиот сојуз, бившиот председател Горбачов изјавил дека секогаш сакал само да го реформира и дека никогаш не сакал да дојде до неговиот распад. Над 300 пензионери од крајниот исток кон крајот на овој месец ќе се надпреваруваат во вкупно 21 дисциплина во рамки на пензионерските спортски игри, чиј домакин годинава е Сдруженијето на пензионери од Делчево. Такмичење ќе се одржи во 21 дисциплина. Мисла 11 дисциплини, али кога мажи и жени само нема такмичење, значи на жени скок од место. Ќе земат учество целиот источен регион на пензионери Македонска Каменица, Кочана, Виница, Берово и Пешчево. На спортските надпревари учествуват од секое здружение од 55 до 65 учесници. Во насока на што подостојно представување на градот домакин, Сдруженијето на пензионери од Делчево 2 пати неделно ја одржува кондицијата на учесниците, а годинава се надеваат на надминување на оствареното од минатата година. Ланска година освоиме прво место на републичко ниво во дисциплина пикадо мажи и жени. Пикадо жени освоја прво место и поединечно и групно. Пензионерските спортски игри се одржуваат по повод 70 години од пензионерското организирање во Македонија и 25 години од независноста на државата. Меморијалниот турнир кој се организира во чест на каменичкиот народен херој Миле Јаневски Џингар влегува во завршна фаза. Преку ракомет, мал фудбал, пинг-понг и кошарка се слави неговото име. Меморијалниот турнир Миле Јаневски Џингар веќе влегува во завршна фаза. Така да веќе во наредната недела започнуваат полуфиналните надпревари во мал фудбал машка конкуренција. Додека надпреварите во баскет машка и женска конкуренција се уште се одигруваат надпреварите. Така да овој викенд и они ќе бидат во завршна фаза. Веќе во среда почнуваме во полуфиналните надпревари во сите конкуренции, значи во мал фудбал машка конкуренција, баскет машка и женска конкуренција. Така да финалниот надпревар ќе се одигра во наредниот петок на 27 мај. Најдобрите тимови од овој турнир ќе добијат соодветни награди. Ние екипи кои што ќе постигнат најдобри резултати, односно ќе бидат први на меморијалниот турнир, општината од сопствениот буџет организира патување, во викенд патување кој што ќе биде во некој од соседните држави. Локалните субјекти од Каменица формираат своји тимови за учество во турнирот, со што идните генерации знаат повеќе за неговото дело и жртва кој ги даде за нашата татковина. Ова беа сите содржини предвидени за ова издание на Дневникот на Канал Плюс телевизија. Имајте пријатна вечер со програмата која следи.